Мислам дека вечерва и оваа тема која што представува една голема догматичност, мислам дека навистина ќе можеш ексклузивно да ни одговориш, да ни ја кажеш најголемата вистина на светот за кармата на Македонија. Ќе откриеме што следува, значи како се одвива и како действува секоја акција, поточно последователно како доаѓа секоја реакција за се она што ни се случува нам во индивидуалната свест и во колективната свест. Така да паралелно ќе ги обработиме вечерва сето она што се случува кај македонецот во индивидуалната свест и кај македонците во колективната свест. И што е она што не прати од памтивек и дали постои такво нешто. За да можам да ви објаснам колку време ми беше потребно да истражувам и да барам дали постои некоја судбина, морам да ви прочитам нешто од Светото писмо, поточно Библијата. Таму Македонија е спомната многу пати, единствено Македонија, од памтивек до сега, единствено Македонија го задржала името. Тоа се докажува и во Светото писмо. Затоа што Македонија е формирана од крал Каран 814 година пред раѓањето на Исус Христос. И до смртта на Александар Македонски немало толку големи раздори како по смртта. Тоа го докажува и Библијата, поточно Светото писмо. Македонија е наречена по синот на богот Зевс, тој има два сина, Скит и Македон. По синот на Македон, од кој потекнуваме ние македоните, а скитите се на север, тоа е руското племе. Пред да започнеш, што значи Македонија? Македонија има повеќе значење. Значи Македонија може да значи големата мајка, или Македон, синот на богот Зевс. Митологијата говори дека Македон бил на овие простори, се влюбил во Ксантика. Ксантика е божицата на цвеќето, но злите сили ја сокриле Ксантика и тогаш тој почнал да ја бара и секој пролет ја бара. Од тогаш ние го славиме празникот Ксантика, за кој може подоцна да зборнеме, и после секој празник војските македонски одале во походи, се прочистувале од таа негативна енергија. 30 дена. Тоа е негде во март месец. Сега би прочитал нешто од првата книга Макавејска. Александар и неговите наследници. Александар Македонски, синот на Филипа, излезе од земјата хетијска и го победи Дарија, персискиот индискиот цар, и се зацари место него во Елада. Тој водеше многу војни, презеде многу утврдени места и порази многу цареви. Дојде до краиштата на земјата и ограби многу народи. Целата земја молкна пред него, а тој се издигна и срцето негово се погордеа. Тој собра многу силна војска и завладеа над многу краишта, народи и владетели. Таму му стана негови поданици. Најпосле падна во постела и откако почувствува дека ќе умре, ги повика своите доверливи, кои заедно со него се беа воспоставиле во младоста додека уште беше жив, и им го раздели царството. И така, откако царуваше 12 години, Александар умре. А неговите великодостојници владеа секој во својата област. По неговата смрт сите тие се зацарија, ставија круни на своите глави, а по нив и нивните синови во тек на многу години и злото го умножија на земјата. Од нив произлезе коренот на гревот. Значи, за сето ова поентата беше на оваа реченица. Вели, од нив произлезе коренот на гревот. После смртта на Александар Македонски пред 2300 години, до сега не прати нешто што постојано ни се повторува, една судбина борба за власт до ден денешен и до овој момент. Тоа се случува. Доколку ние го надминеме тоа, доколку се обединиме, ќе го избришеме тоа од колективната свест. Но, зошто македонецот упорно доаѓа до една ситуација да верува на лажните, на илузорностите околу себе, односно дозволува да биде заведен и не останува да го почитува она што него му е корен, она што му е него како основно што треба да го знае, да го почитува. Едноставно свесни сме дека ете и во историјата се многу народи се на некој начин поставени
во деструктивна фаза заради собствените луѓе кои што ги пределе. Така да тоа често се случувало и кај нас во Македонија. Се појавувало во историјата многу луѓе и личности кои што се обиделе да ги предадат своите браќа и сестри. Зошто не остануваме достојни на чинот да останеме сплотени? Од каде доаѓа проблемот овде? Проблемот секогаш, основата на овој проблем од секогаш, поточно после смрт на Александар до денес е токму тоа. Значи, борба за власт. И во еден момент имаме во 264 година пред нашата ера еден крал губива својот син само да не му го земе престолот. Значи, до таму се оди да постојано борбата за власт е на прво место, а народот е секогаш минорно нешто. Токму и затоа ни се случува ова. Центрите на моќ, поточно службите за разузнавање, против кои Македонија се бори постојано и сега во овој момент против 4 служби, испланира една добра акција која ќе предизвика реакција на домино систем и ќе одзема постојано енергија која не прати токму до вечерва. Постојано, во континуитет се одзема енергија. Енергија, а кога се одзема енергија, еквивалентно колку се одзема енергија, ја добива некој друг. И затоа се случува ово што се случува. Меѓусебно доаѓаме до една колапсна состојба. И во политиката, и луѓето меѓусебно. Ќе се отклонам малку и ќе ви кажам еден пример. Правено испитување. Внесени се луѓе, доброволци, 100 луѓе во една сала на кои се поделени црвени и плави капчиња. Исто такви мајци, црвени и плави. После наблюдување, после 30 минути, започнува вербален конфликт. Се двојат едните на лева страна, другите на десна страна. И почнува вербален конфликт и веќе во 40-та минута доаѓа до скоро физичка пресметка. Одеднаш, значи, испитувањето се прекинува, влегуваат хипи луѓе и сега ги распрашуваат сите поединечно, еден по еден. И секој вели, истото го кажува. Вели, ние влеговме во салата, овие со црвени мајци се одвоија од левата страна, овие со плави од десната страна. Потоа почна нешто да зборуваат и дојде до вербален диалог и дојде до конфликт. Тоа исто се случува. Не случајно го кажувам кај нас во Македонија. Луѓето се поделени. Тоа е најлошото нешто. Поделбата. Светскиот македонски конгрес се основан 1899 година во Женева, токму за да ги обедини македонците од целиот свет, да го надмине ова зло кое се уште не прати. Возобновене во раните 90-ти години и постојано работи на обединување на македонците. Доколку го надминеме тоа одземање на енергија, кој некој смислено ни го направи, што ќе се наврадам сега, значи, на она што го кажа претходно. Знаеа службите дека точно ќе навлеземе во еден лавиринт на одземање енергија кај што ќе дојдеме во колапсна состојба. Ние во моментов сме во војна, но психолошка војна, на локално и глобално ниво. Манипулацијата која вршат медиумите одзема огромна енергија. Некој смислено го прави тоа. Верувајте. Значи некој или треба да го обработи тоа што го добил, или не е свесен што прави на својот народ. И тоа постојано се случува. Во иднина, сите војни ќе бидат психолошки војни. Веројатно, кај нас може би тие нивоа на владените организации може би не се свесни токму за оваа зацкриена цел на крадење и манипулирање со енергијата врз населението, односно врз даден тип на нација и држава. Како тоа да се направи, како да потикнеме будење во оваа насока? Будењето мораме да го потикнеме на најбрз можен начин. Всушност тоа и беше целта на мојата книга. Значи будење во индивидуалната и будење во колективната свест. Кај нас македонците. И затоа книгата е објавена. За да може секој да се пробуди, да свати од каде доаѓа и каде оди.
Значи, книгата морам да кажам дека е аналитичка популарна психологија. Само мал дел има нешто за Македонија, значи што се случува со Македонија и откриено е зошто се случува тоа за Македонија во моментот. Всушност од секогаш трагав по вистината. Да ги откриам оние кои не ја сакаа Македонија. Зошто се случува да ние постојано имаме предавници? Единственото нешто што го најдов е во Светото писмо, што јас лично не верувам во карма и судбина, бидејќи секој човек може да си ја пишува својата судбина во индивидуалната свест, а нормално, значи што може во индивидуалната, секој народ може да ја пишува својата иднина во колективната свест. Верувајте, ние можеме од моментот на будење да напишеме прекрасна иднина за Македонија. Само луѓето не се свесни, бидејќи постојано се држани во страв. Стравот е најопасното нешто.